Функцијата градоначалник со себе носи големи одговорности, бара многу труд, вложување, упорност и многу работа. Градоначалникот е избор на народот. Вие, драги мои сограѓани, мене ми ја дадовте довербата да ја извршувам оваа функција. Влегов во големи амбиции и уште поголем предизвик да ја оправдам дадената доверба и да ви докажам дека вашиот избор е правилен. Изминаа 100 дена откако сум на оваа функција, напорно работевме, се обидувавме за секој проблем да најдеме решение. Некои проблеми брзо се решаваат, но има и такви за кои е потребно малку повеќе време и трпение. Реков дека ќе сторам се за Кавадарци да стане убаво место за живење, ќе сторам се за Кавадарци да биде на прво место. Може би ќе звучи нескромно, но мислам дека сме на добар пат. За само 100 дена работа успеавме да започнеме неколку проекти, да завршиме значително добар број на комунални изградби, да оствариме значајни средби и да бидеме сведоци на добро организирани културни манифестации. Советот на општина Кавадарци изгласа буџет за 2018 година во вредност од 894.332.000 денари. Првиот ден откако станав градоначалник, иако не беше работен, се чистеше фасадата на општинската зграда која долго време беше обоена од червената револуција. Од првиот работен ден па се до денес редовно се чистат сите улици во општина Кавадарци. На моје огромно задоволство во чистењето на нашиот град се вклучија и приватните фирми од нашата општина, кои своите машини ги ставија во функција на општината, а со тоа и донираа за почисто Кавадарци. Јами во соработка со ЈП Комуналец го чистеше кејот на реката Луда Мара, како и патот Кавадарци Дреново, искупувајќи канавки и чистење на сливници. Улица Клинска се исчисти, со самото чистење улицата беше проширена. Јавното претпријатие Комуналец има за обврска напорно да работи во интерес на граѓаните. Возниот парк е збогатен со две нови возила, едно товарно и едно теренско во вредност од 83.000 евра. По теркот на големите европски градови, благодарение на Синалко Германија, Кожувчанка и ИГМ Трейд, јавното претпријатие Комуналец доби донација од 3 метларки во вредност од 85.000 евра. Со тоа Кавадарци се вброј меѓу првите градови во Македонија кои поседуваат вакви метларки. Вели во денешниот отчет до граѓаните на општина Кавадарци градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и продолжува. Во централното градско подрачје старите канделабри беа заменети со нови. Плоштадот повторно го доби часовникот кој е донација на Скопска пивара, но неколку години не беше поставен на градскиот плоштад. Жардинјериите во центарот на градот започнаа да се уредуваат. За непол месец од извршувањето на мојата функција, вели во својот отчет градоначалникот Митко Јанчев, започна проектот Мој општинар. Овој проект е прв ваков во Република Македонија. Општина Кавадарци сега во секој реон има свој општинар кој навремено ги решава проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Целата опрема за овој проект е донација на Кожувчанка, Јами, Екстрабус, Велком Трейд, Метал Апостолов и Павер Трейд. Мој општинар започна акција со за чисто убаво Кавадарци. Неколку фирми помогнаа во реализирање на оваа акција и ставија во функција своји машини за доброто на општина Кавадарци. Анелмак, АС машини, Јами, ВСГД и Трасер во соработка со ЈП Комуналец и Мој општинар неколку денови чистија на повеќе локации во Кавадарци. ИГМ донираше 600 метални столбови, дел од нив веќе се поставени на неколку локации во Кавадарци. Приоритет беше тротоарот во центарот на градот, кој со металните столбови повторно го ставивме во функција на пешаците. Се реализира значајни комунални изградби. Се асфалтираше дел од улица Дисанска, како и улица Крстимир Мисирков. Поплочен е тротоар на улицата Народен фронт, поставени се метални столбови. Тротоар се гради на улицата Киро Крстев и Методе Џунов Џико. Започната е подготовка за поставување на тротоар на улица Рајко Жизив, поплочена е улицата Галишка, а тампонирање е улицата Проведничка, како и санација на две споредни улички на улица Глигор Прличев. По барање на граѓаните пробиена е улицата Лазо Асијата кај турските гробишта. Пробиена е и споредната улица на булевар Моша Пијаде. Поплочување на улички со бекатон плочки во селата Бегниште, Брушани, Ресава, Возарци, Раец, Шевецко, Крњево и Горна Бошава. Се работеше во село Сопот, поплочена е една улица, тротоар како и поплочување околу огништето со трибини, каде жителите на оваа село за време на Василица го палат василичарскиот оган. Кожувчанка донираше и поплочување на една улица во село Возарци, која му беше неопходна на лице кое користи инвалидска количка. Шеталиште на кејот на реката Луда Мара, која влезе во трета фаза на изградбата. Поставен е пешачки мост на улицата Шишка во правец исток-запад веднаш над основниот суд Кавадарци, намената му исклучиво за пешаци. Овој мост пред се ќе им помогне на учениците безбедно да ја поменуваат ова улица. Започната е реконструкција на мостот кај Слога. Се продолжи колекторот кај Глишич, а се започна изградбата на атмосферска канализација на улица Методија Џунов Џикот спој со улица Калница.
Противпожарната зграда во општина Кавадарци, која е изградена 1945 година, ја доби својата прва реконструкција, по што ќе следи нејзино доопремување со современа опрема и нови возила. Раскрсницата на улица Никола Минчев и булевар Македонија доби семафори со кои сообраќајот на овој дел на градот станува побезбеден. Поставени се и средства за смирување на сообраќајот. Станува збор за поставување на конусни пластични пречки на коловозните ленти на неколку градски улици. Тие имаат за цел да го спречат брзото и непрописно возење. Пуштени се во употреба тениските терени кај Северен булевар. Овие терени се од големо значење за младите од овој дел на градот. Со 30% од вредноста на истите, општина Кавадарци ќе го поддржува поставувањето на термоизолациони фасади на зградите за колективно домување како дел од мерките за енергетската ефикасност. 33 прочистувачи на воздух доби детската установа Рада Поцева за сите објекти како донација од фирмата Екотип во соработка со општина Кавадарци. Започната е имплементација на проекти за активно пополнување на времето со квалитетни содржини на децата со аутизам. Организирани се спортски активности и часови по музичко. Кавадарци доби програма за решавање на проблема со кучињата скитници. Општина Кавадарци потпиша неколку меморандуми и договори за соработка кои се од големо значење за општината. Потпишан е меморандум за соработка меѓу општина Кавадарци и Универзитетот Гоце Делчев. Овој универзитет ќе донира 3 мерни станици за воздух, од која едната е веќе поставена во центарот на градот. Во отчетот на градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев во врска со 100 дена поминати на градоначалничката функција се вели: потпишан е меморандум за соработка со архитектонскиот факултет. Студентите на истиот со своји проекти ќе даваат нов лик на Кавадарци. Нивните предлози и идеи ќе бидат дел од идното уредување на градот. Општина Кавадарци заедно со ЈП Комуналец, благодарение на досегашната успешност на ова јавно предпријатие, доби грант од 2,5 милиони евра, средства кои се од огромно значење за општина Кавадарци. Ке се залагаме, се вели во отчетот на Јанчев, за понатамашен успех и ефикасно имплементирање и спроведување на проектите кои ќе се реализираат благодарение на овие средства, кои ни ги доделува владата на Република Германија преку КФВ банката. Потпишан е меморандум за соработка со UNDP за реализација на проектот РЕЛОАД, како и меморандум за соработка со Институтот за европски образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе Скопје. Потпишан е договорен за реализација на проектот за програмата Европа за граѓани, проект Локална солидарност, Глобална солидарност, како и меморандум за соработка со Ресорен центар за родители за деца со посебни потреби. Општина Кавадарци потпиша декларација за отвореност, отчетност и транспарентност на локалната самоуправа. Како резултат на транспарентното работење на општина Кавадарци организирани се јавни дебати и расправи. На иницијатива на градоначалникот беше организирана трибина за лозаропроизводителите, која беше масовно посетена и на која беа донесени заклучоци кои беа доставени до владата на Република Македонија, од кои лозаропроизводителите нема да прават отстапување. Беше презентирана програма за поддршка на НВО секторот. Ја интензивиравме и зајакнавме соработката со граѓанските организации. Пред да бидат распределени финансиски за поддршка на спортот и спортските клубови, имавме заедничка средба со спортските работници и клубови и тие беа директно вклучени во идните планови. Се одржа и избор на најдобар спортист на Кавадарци за 2017 година. Основното училиште Страшо Пинџур ја доби наградата за најдобар училишен спортски колектив во Република Македонија. По тој повод имавме средба со учениците. Имавме средба и со гимнастичарите на КГС Партизан Срни, кои се победници на државното првенство. Во отчетот на градоначалникот Митко Јанчев даден денеска до граѓаните на општина Кавадарци по 100 дена негов ангажман на чело на општината, меѓу другото се вели: присуствував на национална конференција за презентација на ЛАП за првичен пристап до вода и санација во Македонија. Остваривме значени средби кои се од големо значење за општина Кавадарци, а кои ќе придонесат за натамошна соработка. Имавме средби со представници на Мировниот корпус на САД во Република Македонија. Остварив средба со госпоѓа Луиза Витон, постојан представник на UNDP и постојан координатор на Обединетите нации. Во посета на општина Кавадарци беше амбасадорот на Унгарија Ласло Иштван Дукс. Амбасадорот беше во придружба на економскиот советник во унгарската амбасада господин Ерван Сел. Остваривме значајна средба со амбасадорот на Европската унија Самуил Жбогар. Од амбасадорот Жбогар прими благодарница од Европската унија во знак на признание на сите досега успешно реализирани проекти, а воедно и знак за успешна соработка во иднина. Во овие 100 дена откако ја извршувам градоначалничката функција на општина Кавадарци, можам да се пофалам со низа настани кои беа организирани на едно повисоко ниво, манифестации
кои беа масовно посетени и кои се белег на општина Кавадарци. Одбележавме 75 години од смртта на Страшо Пенџур. За прв пат во Кавадарци беше организирана бадникова поврка, чија крајна дестинација беше општинската зграда. На децата им поделивме пакетчиња и целиот настан го најавивме како голем христијански празник Божик. Ова година во сите основни училишта на учениците од 5-то одделение поделивме околу 2600 новогодишни пакети. Годинава по повод новогодишните празници во Ново Руво беше украсено централното градско подрачје, но за прв пат и село Ваташа. Прославата по повод дочекот на Нова година на градскиот плоштад за прв пат беше масовно посетена. Кавадарци започна да наликува на големите метрополи. Големиот празник Свети Трифун, празникот на градот, ова година беше достоинствено прославен, со богата културна програма, многу значајни гости и огромна бројка на посетители. Секоја наредна година се надеваме ќе биде уште поголем бројот на посетители. Општина Кавадарци ги врати во холот фотопортретите на сите досегашни први луѓе на градот и општината. Се работи за 29 личности од Кавадарци кои во изминатите 74 години на слободна и независна Македонија биле начелно на локалната самоуправа и секој од нив со својот личен интегритет и капацитет се вградил во развојот на Кавадарци и општината. Сите овие остварени од почнати проекти се само почеток за идните планови на општина Кавадарци. Се надевам дека со овие 100 дена работа успеав да оправдам дел од вашата дадена доверба. Овие достигнувања ми даваат уште поголем мотив за иднина да работиме уште понапорно и да го исполниме ветувањето Кавадарци на прво место. Ви благодарам, се вели во писмениот отчет на градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев до граѓаните на општината по повод 100 дена поминати на чело на општина Кавадарци.